Ако нешто треба да им се признае на челниците на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ Прилеп, е тоа дека 4 години останаа доследни во пласирањето на клевети, лаги и невистини за моето работење. Меѓутоа, се чини дека во намерата да го дискредитираат моето работење, со вчерашната пресконференција се надминаа себе си. Анализирајќи го финансиското работење на локалната самоуправа за време од мојот 4-годишен мандат, намерно или случајно ги побркале сметките. Прва голема лага се расходите за репрезентација. Бројките го водат следното. За време на моето извршување на функцијата градоначалник на општина Прилеп, во периодот од 2018 година, заклучно со 39.2021 година, расходите за репрезентација по сите основи изнесуваат 5.239.000 денари. Наспроти тоа, мојот претходник за време на неговиот последен мандат од 2014 до 2017 година за истата намена потрошил 14.670.000 денари, односно скоро 3 пати повеќе во однос на трошоците за репрезентација од мојот мандат. Од 2018 до 2021 година трошоците за течни горива и масла на општина Прилеп и територијалната противпожарна единица изнесуваат 4.500.000 денари, за разлика од периодот од 2014 до 2017 година на претходната власт на ВМРО ДПМНЕ за гориво и масла потрошени се двојно повеќе, односно 10 милиони денари. Потрошените средства за поправка и сервисирање на возила за време на мојот мандат и последниот од трите мандати на Маријан Ристевски се речиси идентични, 5.900.000 денари наспроти 5.200.000 денари. Она што овде треба да се потенцира е дека и во изминатите 4 години набавени се и други 3 возила за потребите на територијалната противпожарна единица, која што располага општината, и застарениот амортизиран возен парк. Ќе напоменам дека последното набавено возило општина Прилеп ја направила во 2013 година. Од 2018 до 2021 година за рекламирање во медиумите, односно за телевизија, радио, интернет портали и печатени медиуми, како и за разни јавни објави, општината потрошила за мојот мандат 4 милиони денари. Тоа е речиси 3 пати помалку од оние кои 11.360.000 денари, колку што Маријан Ристевски потрошил за истата намена од 2014 до 2017 година. Што се однесува пак до средствата за набавка на весници и списанија, тука разликата е 8:1. Или конкретно, од 2018 до 2021 година за оваа цел се потрошени 200.000 денари, за разлика од фрапантните 1.600.000 денари потрошена од локалната самоуправа за време на ВМРО ДПМНЕ. Господа од ВМРО ДПМНЕ, пред фактите и боговите молчат.